ние уствари, многу ракавици. пошто не сме новинари, јас сум машински инженер, бице како се викаше твојот? Етнолог. Ја прв ќе почнам со прашање етнолошко. Етнолошко прашање. Никогаш не ни било тема новинарството како животна определба, сите работиме нешто друго. И таков не е пристапот, значи ние пошто толку многу го сакаме ракометот и сега сакаме да го запознаеме таста и ќе седнеме негде на кафе и сега да ни кажеш нешто интересно, нешто што е интересно за нас, што не интересира од онаа страна. И така уствари почна како толку многу лабаво, ама полека се навлеговме во темата и сега пред некој ден завчера бевме на ракомет на Алкалуит и ни приоѓаат луѓе, кога ќе почнете, на бице на Има еден младо дете, тоа да вие, како ќе викаат се инфлуенсери, не знам, како му беше тоа Боемот. Не знам, да. Објавува често нешто и тој објавил, кога беше, коментарот му беше после Пелистер Вардар, и демек заслужена победа Пелистер, не знам, дендара вака, и второто онакво стори, ако веќе збориме за ракомет, дечкиве се најрелевантни, демек со овака со обожавање и гледам, ама нешто ги нема, као да ги познам. А ние на одмор цело лето си одмараме. Ама и кога не е сезон. Не дека нема теми ракометни преку лето, ама малце да се одмори. Ги гледав, јас бев овие турнири, ги гледав некои надпревари. Летоска Васве гледавме со младиве. Имав Олимпијадата што беше. Олимпијадата. И така и си директно човек у години. Да. Со кичмата има многу мака. И до сега вчера си викам да седнам да направам една листа колку гости сме имале и колку релевантни гости сме имале, ама се откажав, нема потреба. Многу работа си викаш. Многу работа и стварно многу убави гости сме имале од ракометот и на некој начин ни се подотвориле вратите, сме запознале многу луѓе, многу сме на почеток кога почнавме условно да кажам да се занимаваме со ова како новинарство, имавме еден поглед и кон ракометот, и кон играчите, а најмногу кон тренерите. Значи, сега се преиспитувам, например, како тогаш сум гледал на работата на еден ракометен тренер, како сега гледам. И тоа ми е онака исто, и постојано го повторам дека треба ние да ве запознаеме вас, да. поблиску, да ја запознаеме вашата приказна, за да можеме да полесно и да комуницираме, и да коментираме, ако треба нели да искритикуваш, да искритикуваш. Пуштено си е цело време тоа се тера. Почна тоа. Да само го чекам етнолошкото прашање. Па сега пошто за ракомет ќе збориме долго време, ја прво прашам таста, што значи и од каде е тоа ме занима. Тоа сите ги прашуваме, што имаат трето име, прека име. Вака се. Ако знаеш, ако не ја закажување, ако точно има некои што не знаат. Точниот збор таста не знам од каде, мислам дека некој си црногорски збор, али тоа е прекар од татко ми. Од татко ти, фамилиарен. Фамилиарен прекар ми е и тој прекар ми го дадоа моите колеги ракометари што беа надвор од Прилеп. Јас во Прилеп иначе од школски другари, блиски пријатели и колеги ракометни ме викаа Пикси. Пошто ја многу фудбал сакав, искрено фудбал. Пикси. Да. И Звезда, значи ама и личиш на Пикси. Не. Не, за постилот збора на играње. И сега пошто бев звездаш, многу прате фудбал, Звезда и во тоа време. Си бил веројатно што Пикси се добил крампотични нешто. И во тоа време, знаеш, како беше и Звезда кога беше европски шампион и не бев премлад за да не ги пратам и така. Пикси, ама кога дојде постепено да навлегувам во ракометот, се смеја. Знаеш, ајде преку на тастата и да. Тоа е убава традиција се проводи. И сега сум го прашал неколку пати и викаш ми викаше дека некој си црногорски збор, ама нема може да ти објасни. Точно не знам. Точно ќе провериме ChatGPT. При Леп имаат и фамилиарни прекари. Има, доста имаат. Оти пример, мојата фамилија е Ристевски, ама Барџевци ги викаат. Да, имаат они така. Да, ние не фактички и јас потекнувам од некоја фамилија со некој си прекар, на пример. Ето, потекнуваме од Колчаковци. Сега ќе се разбереме. Сега е полесно. Тоа е така, да. Од дедо, од прадедо, така што не викаат. Инак во Прилеп има, доста прекари. И во Битола е место.
Прилеп едно време беше, да не кажам, еден од главните центри за ракомет. Тутунски. Тоа е фактички почетокот сега што сакам да го кажам нормално. Јас први имав среќа голема што дојдов фактички од таква школа од Прилеп. Имав среќа што потекнувам од Прилеп. Сега во модерно време викаме систем. Во Прилеп имаше стварно систем тогаш, затоа што пред се имаше услови, може да му кажем услови, значи една универзална сала која што беше греена, која што чекаме сега да се реконструира 21 година. Соблекувални не во самата сала, испод, мислам, по старите генерации што играле таму, сигурно знаат за универзална сала, судиска соблекувална, значи имаше канцеларија, економот, домарот, генералниот секретар на салата, председателот на клубот, тренерот си имаше систем баш. Значи да, во тоа време, јас од кога сум во сала, значи тоа така знам, имаше стакло, ваки од стакло се гледаше такмицата. И после секој такмица или после секој тренинг, као сега во Бундеслига, горе, тоа што викавме бифе. Бар сега. Значи горе имаше да се напиеш нешто. Нас, например, после секој тренинг зимно време, чај обавезно не чекаше. Некои играчи имаја онма во самата фабрика во Тутунски ручек и одеа да јадат. Значи услови перфектни за тоа време. Тоа е сега во склоп на фабриката нешто или? Да, во склоп на фабриката Тутунски. Така и се викаше клубот Тутунски. И тој систем, филе, така и металург е дојдан од фабрика, од железара. Да. Така било, ќе саш фабрика, ќе даваш за клубот. Сега тој систем ги натерало играчите, значи таа една генерација, јас сега што ја памтам и што ја начекав да играме. Значи ги вработила тие играчи во Тутунски комбинат, они останале тука, значи они работеле од сабајле на вечер тренинзи, али функционираа тие школи, пионерски, кадетски, младински. Да убрзаме хронологија, значи сега за да дојдеш да играш во таа сала како потенцијален, имаше ли школите прво да речеме, школите. Цел град беше онака баш цел град. Значи сега имаше и кошарка и одборка, али фудбал Победа и Тутунски ракомет. Во тоа време јас кога растев беше број 1. И имаше деца да речем заинтересирани. Зборам за ракомет зборам, за фудбал исто. Имаше деца познати и како фудбалски центар, нели, Прилеп. Имаше доста деца. Сега има еден податок, можеби не го познавате, значи 93-та година беше првото младинско првенство во Македонија што се организираше во Велес. Јас како 12 годишник настапував за пионери. До 15 беше. А голема разлика беше, да. Мојот татко, покоен татко, таста, факт беше тренер на таа младинска екипа до 19 години, таа е на 74-та генерација и они се први младински прваци на Македонија, Тутунски. Мислам дека финале играе со показател каков центар бил. Да, финале играе со Работнички. Во Работнички настапуваше Данило Брестоваc, бранеше покојни Андон Бошковски играше. Значи имаше Работнички на една стварно добра генерација и мислам дека судеа Драган и Маријанчевски. Тоа финале јас памтам пошто бев дете и седев на клупа што се вика настан, така. Да. Ете толку Прилеп беше многу сериозен и мислам дека и после тоа веќе секоја година напредуваше и доста се вложуваше во младите за тие услови тогаш такви како што. Прилеп е исто еден од ретките, ако не грешам, што го има освоено купот на Македонија. Тутунски. Да. Го има освоено, така? 2002 година, да. 3-4 екипи го имаат освоено купот на Македонија. 2002 година, да. Тоа е многу интересен фактор. Толку тимови, а многу малку. Против Пелистер, да. А знаете како, значи, стварно, пак ќе зборувам тој систем, значи, самата фабрика, директорот што беше на таа фабрика или спонзорот, скоро сите вложуваа, имаше добри тренери во тие категории, да не заборавам дека имаше женски ракомет Тутунски. Значи, таму имаше исто категории, и они биле прваци младински. И така постепено имаше странци тогаш во тимот? Не зборам битолчани, тие не се странци. Па тоа е еден, еве се ќе кажам сега малце ќе од 93-та ќе рипнам до 2001 мислам или втора, не се сеќам кога го освоивме купот. Тогаш Прилеп Тутунски настапуваше во европските купови, игравме против Партизан, јас имав 18 години. Тоаш 12 души во состав, не 16. Тоаш да бидеш во состав е достигнување.
Партизан игравме со Партизан, таа една од вака најемотивните такмици за мене како млад играч. И како звездаш? И како звездаш. Игравме на Бајница, првата утакмица, памтам дека цела сала гробари вака имаше, изгубивме 5-6 разлика, Партизан беше со 7 души, 8 души репрезентативци на Југославија. Значи Пероничич тие сите и дојде во Прилеп кога доаѓа, јас памтам дека јас средношколец, одам во школа, па на тренинг, каква беше еуфоријата, како настан, да. За цел град, така? За цел град и надвор остана публика. Мислам дека таа е една од најголемите утакмици, можам да кажам по ново време за ракомет, за Тутунски комбинат. Странци, пак ќе кажам, Данило Брестовец беше голман, дојден од Вардар. Таа утакмица му беше една од најдобрите. Иако партизановец е Данило, можам да кажам. Маријан Колев. Да, Маријан Колев, исто. Што беше надвор од Прилеп и имавме интернационалец од Лесковац, Стојковиќ, десен бек. Ете толку. Останатите играчи од Прилеп. Да. Сега нема шанси да имаме таква екипа во Македонија, нели? И еден мал детал, изгубивме за еден гол разлика. Водевме и 7, имавме и над разлика и последната секунда дали. Тоа беше прво, второ коло? Не, тоа мислам дека е осмина финале. Осмина финале дури. Да. И после Партизан стигна до полуфинале, помина е Норвежани и дека стигна полуфинале. Тоа е која 2000? Прва, втора, така рече. Тоа е 2001. А 2002 истата фактички сезона го освоивме купот. Со полуфинале во Прилеп се играше полуфинале против Вардар, финале против Пелистер. Пелистер беше составена од она златна млада генерација на Мојсовските, Мелков, Јоновски, Диви на гол. Кој мислам дека Богдан беше Макој тренер, да. Они што игра, а за Прилеп кој играше тогаш? За Прилеп звучи име, освен тебе вака. Па играше покојни Милен Нешковски што се организира турнирот за него. Еден стварно добар технички. Тој која генерација беше? Миле е 72 мислам. Или 71. Ама значи играл тогаш. Па знаете, сега 12 играчи можам да ги набрам сите, пошто немало многу играчи, значи Кристијан Илиевски лево крило, бивши играч на Вардар, на Јафа, на Куманово и репрезентативец, десно крило Страшо Илиевски, кој што беше и тренер малце во Прилеп и женските ги водеше. Орде Илиевски, репрезентативец на Македонија, пикер, играч на Пилистер, исто на Јафа. Тоа што ги збориш се Прилепчани. Се Прилепчани, да. Боро Шоковски, кој што искрено извини ке те прекинам. Научив многу од него. Ама ниедно не е така звучно име како на пример што биле Пелистер што ви кажа, значи не биле да. Стандардни репрезентативци. Боро Шоковски кој стварно беше еден одличен лев бек, еден од подобрите во Македонија. Маријан Колев го кажав, десен бек тука Стојковиќ, може некој ќе заборавам. Јас како млад бев во таа генерација полека. Ти играше среден од старт, така? Среден и лев, да. Среден и лев и полека се И како ти одеше после кариерата? Имаш Па не, знаеш како, сега ќе кажам дека после таа утакмица со Партизан стварно имав и минутажа, имав и можност од тренерите што ми биле во тие категории да шутирам пенали, да ми се крене малце самодовербата, али може би имав и талент за пенали. Гледаме дека денеска баш шутирањето на пенали е едно од најтешките задачи за еден играч. И сега таа мислам дека првен ќе кажам 93-та ми даде голем мотив да пошто и тренирав и на поредно и фудбал. Али 93-та ми даде правец за да почнам со ракометот. Добро, тука е татко ми најголем кривец, пошто не бивши ракометар, беше тренер, председател на клуб. А таа 2001 година против Партизан веќе сакав нешто многу повеќе. Веќе беше јасно дека таста малиот е ракометар. Да, и тогаш се формираше кадетска репрезентација. Претходно 2000 година бевме исто на европско првенство со младинска репрезентација, иако јас помлад 2 години заедно со Борко и Мите Стоилов, кои што сме генерацијски исто, бевме на европско првенство во Атина. 2002. Да. Тоа го имам нотирано како еден од двата најголеми успеси на македонскиот младински ракомет. Беше тоа. Значи 2002 таа селекција со таста е четврта на европско првенство и Полска беше тука има легендарни два пенали. Така. Мислам дури ги памтам као
као публика, ама сега вака ако отвориш малце да прочепкаш. Да, дури мислам дека и некој напиша книга на таа тема. Марко Миркуловски, Миркуловски напиша пенал до финале, нешто така беше. Значи тоа време мислевме дека е случајно, ај влеговме таму до полуфинале, некако бевме изненадувања, ама од оваа гледна точка и од тренерска, мислам дека не е случајно. Затоа што пред Тоа, извини, тоа се одржува во Грција? Не. Значи пред се имавме ние имавме поддршка од федерацијата, беше Душко Кадиевски претседател. Директор ни беше Марко Миркуловски, значи таткото на Филип, кој што тој е најголемиот кривец за себе. Мислам, човекот стварно се вложи многу. Во позитивна смисла. Во позитивна смисла, значи не само како директор за услови, и некако како за се поставуваше како татко на сите нас. Иако морам да потенцирам дека имавме и добри тренери, значи Илија Темелковски беше тренер искусен, бивши играч добар. Темелковски нема секој успех мора на крај Илија Темелковски. Заедно со Пеце Велјановски, значи од Прилеп кој што ми бил тренер на почетоците во Тутовски комбинат, кој што сум му благодарен многу што кариерата така ми била ради него, значи двајца тренери кои што биле одлични играчи, тоа мора да се потенцира, и еден директор кој што ги влечеше сите конци. Ние почнавме како кадетска репрезентација, имавме доста собери, значи направи неколку имиња, кои бевте, шо бевте? Па Борко Ристовски, Филип Миркуловски, Мите Стоилов. Добро. Љубиша Димковски, иначе тренер до Куманово. Јоновски се малце по... Не, они се 80-та година генерација. Они се 80-та. А вие сте, овие се 80-та. 80-та. Да. Они се едно скалило. И како кадети не успеавме да се пласираме на европско првенство и имавме квалификации во Босна за европско во Полска. Тамо Луксембург, Грција и Босна. Босна беше најмоќна од сите, најдобра во тогашна Југославија уште. Так. И ние некако бевме како аутсайдери, физички малце послаби, пониски, босанците беа. Значи беа Јусуф Нуркич. Да. Там со Луксембург некако потајде полесно, тепавме со грците, тепавме една разлика и веќе Босна све од 10-11 разлика влегуваме со Босна као финале за пласман. А тие домаќините? Све тоа организирано, све испланирано пред време. И Марко беше тој што така ете. Ни држеше мотивациони говори кои што ние не ги разбиравме, деца млади вака, значи како ти кажам, али имавме некоја спортска дрскост, значи гладни бевме. Борко беше таков. Значи он немаше респект према никог, ма какви, сакам се овакви, значи Миркуловски, Мите Стоилов беше најдобар играч. Значи тоа е факт, значи во два правци одбрана држеше сам, паметен напаѓач, еден од најголемите таленти во Македонија, тоа сигурно ќе го кажам, таленти. Уште игра, извини? Не. Да, скоро игра. Во тренерските води сега полека. Да. И Доскоро играч, и јас на пример како капитен, ете. И тоа финал или таа последна такмица со Босна ја добивме среде Босна со премногу публика, едва излеговме од салата и се пласиравме во Невропско. Не очекуваше никој. Како ќе одиме Невропско? Гледаме Полска високи, данци. Овој беше солкото таму. Да, Билицки, да. Група тешка, Чешка, Данска, Португалија, Хрватска. Со ниво група и А да и порано полека беше се така, викаме. две групи, повеќе екипи, така беше? Да, две и со Чешка играме, знам. Тоа е шо е сега, дојдов. Да. Да, Филип Иха не игра против нас, као се одмара за другите за таа. Одлично. Ние прво по време газиме, второ победуваме, они додека свестат заврши. Играме со Данска. Данска светски првак. Борко вика оставете нека шутираат од 9 метри друга. Ние тепаме Данска. Нешто почнува да Нешто не уреваш. Се мешаат Играваме со коцките. Португалија, каде што претходно пред една година игравме за квалификации за кадетско, каде што не победија многу лесно и она влегуваме со Ова сте Португалија. 20 годишни сте тука, така? Не, ова сме 19. А, 19, да. И влегуваме со 19-20 и влегуваме со Португалија, она со самодоверба дека Лако чемо. како Португалија, човече. Победуваме Португалија и Хрватска. Хрватска Кој играше за Хрватска? Па Бунтич, Бунтич. десен бек играше, да. Каса. Не само. Имаше дел од таа генерација, златна генерација што освоја тоа светско првенство, имаше доста играчи. Они освоија? Не, мислам по После сениорско тоа, рада. 2003-та и Хрватите ги победивме. И
пласирани во финале и последна такмица требаше со Југославија исто група која што не беше до а Борко не Србија и Црна. Да, а со Полска беше стварно една страшна генерација. Биелицки, Лиевски, Јуркевиќ, високи и огромни. Све тепат по 10 разлика. Значи, кога победивме Данска, Борко вика полуфинале ќе играме со Полска, сакам со Полска, кај да играме со Полска, вика ќе нас сомнуват. И ние полуфинале стварно со Полска. И 5-0 водиме. Ма може да му дадат на Борко гол никад. Се разбрав. Водиме 7. Значи и после тоа важно ли да се викаш те фаќа страв? Биелицки беше испровоциран од Борко, црвен доби картон директно, излезе Лиевски, слаба утакмица, Јуркевиќ излезе, влегува тие вторен шалон, да, стварно не изненадија малце и се врати утакмицата тука до гал последни секунди. Некако тука беа пеналите, така? Едниот, да, тука беше пеналот 59 53 така или 55 пенал за финале. На нерешен, да. И шутирам, нормално ако походиш финале идеш и медаља и шутирам промашувам. И продолжување 2-5. Аха. Да. Значи тоа е да. И тоа е стација, значи гол за гол и Полска води на разлика. Ние одиме во напад, Миркуловски мислам дека фаулира, пак пенал. За нерешено за пенали. Да. Ја гледам Борко трча там, јас ќе го шутирам. Не, јас ќе го шутирам. Овака публика. Ти одбра да го шутираш или тренер? Јас. Нормално и го вика, оди, знаеш како се. И тој го промаши и да, и Полска со Словенија играше финале, лесно и победи. И победи ние за трето со Југославија, не деца, млади, не. Ќе емотивно исцрпени. Да, не ни размислиш како, можеби да влезевме дека ќе се бориме медаља, пошто ќе значеше тоа многу, стварно ќе значеше. Не влеговме така, пошто ете, од аутсайдери дојдовме да можеме да освоиме, пошто Словенија сигурно ќе победи. Финале да играш, да. Сигурно со Словенија ќе победи. Значи тоа немаше, така бевме кренати. Сега да скокнеме 2025-та, тебе те назначуваат за селектор на најмладата категорија кадети. Да. И сега, јас пошто ве пратам, знам дека сте многу краток период беше селекцијата, имавте турнир пријателски на Марко Божиновски, таму имаше ти прилика повеќе играчи да пробаш и од тоа направи една селекција и после игравме младинскиот олимписки фестивал. Тоа е всушност се што има изиграно оваа генерација. Тука имавте многу тешки противници, јас 3-4 утакмици гледав. На голем дел од тие се држевте многу добро. Да. Прво полувреме, па некаде и второ полувреме со Португалија, мислам исто беше до крај нешто неизвестно. Да ми направиш паралела од тој период. Тие деца, тие таленти во наводници, овие деца, овие таленти, сега знам дека е неспоредливо пошто е генерацијски јас сериозен, меѓутоа како тогаш тие млади деца, како вие сте делувале како кадети младинци, како овие, дали има голема разлика во тоа? И само да кажеме колку годишни се тие деца, да. Овие се сега 2008. 2008, значи се 17. 17 ки играат уште. За јавност. Да. И за мене, пошто ја ги мешам стално. Да. Вака се 2008 генерација, стварно е наталентирана, како физички предиспозиции, висока генерација. Пред морам да кажам дека јас од таа генерација работам во академијата, во спортската академија, и кој што е голем плюс, значи 70-80% од децата што се потенцијални репрезентативци беа поширок состав се во академијата и ги познав. Од кога бев назначен од федерацијата званично да бидам селектор, имав нормално состанок и со генералниот секретар. Значи и на моје барање го повикав Мите Стоилов. Да, заедно се работуваме, не сакам да кажам помошник тренер, не го повика да игра, пошто да се Колку е постар. И затоа што заради сите овие причини и имавме среќа стварно директор на сите селекции или репрезентација да биде Филип Миркуловски. Пак се собра таа фактички генерација. Извини, морам, пошто имаме многу доза на хубар, кога си му се јавил, сигурно те рекол ме бараш да играм или тренер. Не, само ми рече. Извини, мора да се шала да Мите, пошто Пикси ми вика, Пикси за тебе нема проблем, иначе нема. Иначе јам работа нешто. И така се направивме
една добра екипа, еден добар стручен штаб. И пошто многу беше малце покасно беше поставувањето на селектор, али и претходно немаше време кога да се постави затоа што имаше се игра утакмици како кадетски, младински. Првенството траеше до 7 јуни, немаше време кога да има собир. Нормално. И јас направив брз план како би изгледало сето тоа со фондацијата Марко Божиновски, со Сашка и со Рист. Мачар го викам, Мачар. Ајде викам да направиме овој турнир со репрезентации, викам. Би било добро и за турнирот и нормално и за мене да направиме репутации, да викнеме репрезентации, значи они одма се согласија. Федерацијата се согласи и Мачо ми вика, слушај, а да направиш ти 2 репрезентации за да видиш. Негова идеја беше, значи искрено. Значи во 5 минути викам важи, фала и го направивме тоа. Македонија Б. Србите ги викнавме, Романија, Катар. Романија ти имаш добри контакти? Да, одма фактички за 5 минути дојда и се направи тој турнир. Иако на тој турнир фалеа играчите од Еврофарм, кои што беа на младинско Кел. И двајца играчи што играат надвор, значи Мило Стојановиќ и Угреновиќ, али пак ги поделив тие А и Б, за да видиме кој како играчи на брзина да можеме да го скратиме списокот 25. Пошто Емофот, фактички, бараше 25 играчи, и до некој одреден период да го скратиш до 15, немаш промена како кошарка, да се што значи повреден не повреден. Солдати си повреден. Да. И многу рано бараја да се направи еден список и немаше време да калкулираш нешто, значи све беше тука кога ти се повреди некој готово со 14 одиш и Тоа е тоа. Да. Помина турнирот што помина, успешен помина, значи трето место заврши Б. Второ финале со Србија, а прв пат никогаш не собрани. Никогаш не собрани, тоа беше еден позитивен клик. Да, се приметуваше дека како одеше секој надпрво, се подобро. Гледав се подобри прво, значи гледаш на почетокот децава се чувствува дека не се познава. Прв собери. И како тече од акција во акција ги гледаш дека да, и јас и тогаш пошто Миркуловски не беше уште дојден и со Мите правиме муавет, вика Мите, ој се подобри од нас. Значи овие имат ја му викам да, Мите, ој се подобри од нас, можеби технички, сигурно за тоа време, али малце ќе им фали да бидат гладни за успех. Тоа што ние бевме прегладни, а можеби застанувавме другите ремонтации во некои други сегменти, ние дојдовме тој успех, викам. Тоа мора да го ставиме во еден пакет и да почнеме. Сега. Емофо знаевме дека ќе бидат најдобрите 7 репрезентации, кои што претходно играле некои си квалификации, турнири за да дојдат тука. Не е лесно да прифатиш такво нешто, затоа што, знаеме, ракометот е број 1, критиките од секого значат ако изгубиш 15-20, еве што правиме, немаме ништо, пошто имаше такви работи. Многу какви коментари има јаки тоа. Да, и сега тоа викаме ние, одма федерација организираше и нас и на женската кадетска репрезентација во Пехчево припреми заедно да видиме нешто од тој за Тош. Да. Од Пехчево. Режисерот ми од Пехчево денеска го жени синот, па затоа е ослободен од Добровски. Сами сме вака без режисер. Да го поздравам. И подовме така, значи, во Пехчево имавме добри припреми, добра организација, немавме можност да изиграме пријателски утакмици, зашто сите репрезентации уште од пред една година договарале, имаат свој календар и тоа беше хендикеп. Зошто доцневме ние со таа селекција? А знаевме исто дека ќе има одамна сигурно дознавме пред 2 недели дека ќе има такво првенство. Па доаѓаше промена на федерација. Промена на власт. И со тоа што немаше поставено претходно назначено. А Бице не знае, јас сега знаеш дека има сега избори. До следната емисија ќе донесам одлука дали да се кандидирам, да знаеш, да не се изненадиш. Имаш време, да не се изненадиш. Извини, бака мала дигресија. Пошто ние покрај ракометни се обидуваме да решиме и некои по-стратешки важни прашања. Па поврзани со спорт. Да. Извини сега, те прекинав. Јас да се навратам на моето прашање. Колкава е разликата од вас тогаш како младенци, како изгледавте физички, ментално, технички подготвени и овие деца сега кои што зборуваме,
може би и тогаш ракометот беше спорт број 1 во Македонија, ама сигурно некако сега доминантен. Пошто тогаш се уште остатокот од бивша Југославија, фудбал, јаки клубови, не знам, Вардар, Пелистер, Работнички, Победа, така. Кошарка имаше уште висок тренд на високо ниво. Ракометот не беше толку во преден план, како а сега де факто сега ракометот не е во преден план. Точно. Каква е разликата од тие деца, тие таленти, тој пристап, профил, како гледат на... И сега ова што го има Македонија. Ментално бевме појаки. Искрено појаки. Тоа да. Ментално бевме појаки. Разликата е тоа што во таа генерација во 2002 репрезентацијата составена од 12 играчи, тројца, четворица што беа резерви, значи доаѓавме од 5 различни клуба. Сега тука се 1, 2, 3 максимум. Со не дека тоа така треба да биде, затоа што најголемиот квалитет е собран во 2-3 екипи. Дали сметаш дека тогаш имаше поголем избор на деца или условно да кажеме на таленти или сега имаше, има? Да, имаше собир, исто направивме, тогаш имаше собир од 45-52 одиграв се одигруваја утакмици, имаше да. Значи генерално исто во таа конкуренција беше исто, нормално, да. А технички децата, дали вие тогаш беше подготвени или сега овие? Сега овие деца малце се понапредни во тој дел, искрено, затоа што малце и трендот тој европски влезе кај нас сега. Социјалните мрежи овој вака прави, така прави, значи гледавме, ние немавме многу можност тогаш, али и пак ќе кажам ментално бевме многу појаки, подцврсти, ние сакавме да бидеме. Ние бевме гладни, немавме респект према никого, доколку додека ке овие деца малце фали тоа. Некако они сакаат, ама да седат, од седење сакаат да направат нешто. Дел од нив стварно и се борат и тренираат. И ќе бида малце дрзок и поише родителите сакаат во овој момент него децата. Значи тоа ќе го кажам. Не дека сега во 2008 со ова се соочуваме со години наназад, тема родители, што не треба да е тема. Да. Така го става збор за некои деца, таленти. Неговата генерација тоа го гледа, мислам децата. Да. Значи вака се тебе татко ти те знаел пошто е спортиста, ама другиве дали ги знаеле татковците кај биле, што биле? 2002 година, значи 2002 година Миркуловски игра, татко му директор и спонзор на репрезентација. Миркуловски вика Борко, вика кој да биде капитен, вика дали таста или ти, значи он не вика за Миркуловски. Борко вика ќе биде таста капитен, значи Миркуловски фактички како директор не го става силно да биде капитен. Значи он не гледаш каде тоа е тоа. Каде сега е страшен хаос. Сега имаше исто такви коментари, смеам да ти кажам. Смолово наш. Дека е добар дел од репрезентацијата се нечии деца. Значи фактички они заслужиле да бидат тука. Значи според тоа е моја одлука. Јас не гледам на пример кој од кого е, дали е или убав, симпатичен, ваков таков. Успехот ќе биде мој фактички и на сите деца, а не успехот само мој. Пошто јас ќе бидам критикуван сега, ако сакам да бидам критикуван, да го земам овој или тој, тоа не е само тоа, значи имаше и други деца што беа испоставени, што се колеги и пријатели што мисле што не сум ги викнал, значи не ги набројувам сега. Али сепак најголемиот проблем е сега тоа, родителите. Родителите повеќе сакаат од децата. Тоа е факт. Они повеќе знаат и имам примери кај што мене родител во неврзан муабет. Моја мајка и татко, двајцата ми кажуваат, ние разбираме спорт, ова не треба вака. А јас му кажувам, јас сум од 87 година на 5 години на клупа. Не, на клупа седев. Татко ми тренира женска екипа, јас сум седел на клупа и сам вика ние разбираме спорт. И ме деградира во нешто што сум го работел цел живот, сум бил жртва и надвор сум играл. Ете тоа нема да се реши никогаш. Тоа само се исклучуваш една тема со која што сакаме да се занимаваме со бица малце подлабоко, а тоа е баш тоа влијанието на медиумите, на социјалните мрежи и воопшто на близината на достапноста на родителите и на јавноста до спортистите и до тренерите. Значи не е мој проблем. Јас може сега ќе бидам тренер или селектор, утре ќе дојде друг. Ако самото дете не игра кај мене или не го викна мене, ќе втор, ќе трет, доста. Ali има и родители кои што стварно можеш да направиш некој продуктивен муабет, разбираат, фала,
супер среќно ме детето, значи не да ги ставам сите во ист кош, али има и некој Всушност да му помогнат на тренерот малку во... Па да, какво е детето, што е емотивно, не е емотивно, просто оваа генерација малце е подруга, поразлична е, реално се малце се сензитивни, децата се понежни малце во однос на погалени се. Да, во Охрица кога беше турнирот имаше ов програма кај што разговараа тренери, не знам дали имаше прилика да ја погледнеш, убаво беше подготвена, интересна. И една од беа Чирковиќ, Тамше, Чупич, Роевиќ, може ќе промашам некој од тренерите што беше. И таму едно од прашањата многу добро беше токму тоа темата како тренериве се справуваат со современиве генерации. Генерации кои што се цело време на мобилен, кои тешко можеш да ги мотивираш, кои што немаат фокус. Дури Чупич кажа не се вика тоа смартфони, тоа се глупфони, им го одземаат фокусот на децата. Да, го одземаат времето кога некој да земе надвор и да тренира и да трча, разбираш. Значи тоа е тоа што се ќе седиш на телефон цела денеска. Ја доаѓам од Луксембург, не знам кога ќе биде емисијата, кажам дека вчера дојдов и се видовме со Владимир Темелков. Да, Владче вика, таста, дали памтиш колку сме тренирале цело лето. Ние на одмор сме заминале како другари, сме тренирале од сабајле вечер, плажа многу малце користевме тренираме, значи. Тоа го не го нема сега. Ретко каде го има, значи ретко. Али во оваа 2008 генерација малце сум позитивно задоволен затоа што имаат голема желба. Затоа мислам дека може да направи нешто. Што ве очекува се оваа сезона со таа генерација? Сега имаме јас заедно со директорот Миркуловски и нормално со поддршката од Федерација, од генералниот секретар, значи имаме една идеја да имаме еднодневен собир утакмици со Алкалоид, во таа генерација мешана со младинската, со Еврофарм младинска, да појдеме во Прилеп, да појдеме во Куманово, Струга ако треба, значи да ги поминеме сите центри, да одиграме, да направиме со кои репрезентации. Тоа ќе биде сигурно согласно со клубовите во среда да ги пуштат. Да не дојдат на тренинг, да одиграат само такмица. И со така да имаме заеднички собири. Голема предност пак ќе кажам што сум тренер во таа спортска академија и мојата 2008, заедно сме менторе Владо Недановски. Значи генерално големиот број на играчите се во спортската академија и после тоа имаме турнир во Трофеј Карпати во Романија, пак Романија, да. Нема бегање. И квалификации за Европско во Луксембург, Грција и Финска, каде што првите две репрезентации се пласираат на Европско првенство. Тука делуваме благи фаворити, вака по имиња, така. Квалификации се тоа е почеток на ноември, 1-2 ноември. Тоа брзо ќе биде. Да, тоа фактички. Тоа е за следното лето. За следното лето во Србија Европското ќе биде. Браво. Да. И јас се најажив в Србија кога се спомнам. На бице од вас цели вака му идат од Ниш. Да. Тоа ќе биде малце после утакмица. Најбитното нешто, значи квалификациите ако се поминат и ќе имаат децата и поголема самодоверба. Ќе ги имате и тие ЕХФ неделе, не знам јас до нова година има. Тоа ќе биде? Да, тоа е почетокот, да. Сега ќе се навратам за ЕМОФ за Олимписките игри. Не очекував толку добро да се представиме. Марко Божиновски турнирот постепено игравме подобро, ама на ЕМОФ уште подобро. Со Хрватска игравме во Грч, али тука бевме резултатски. Хрватите доаѓаат 3 години биле заедно медитерански, бронза на медитерански, физички високи имаше некои чудни. Пак резултатски, знаете, тука бевме, па игравме со Шпанија. Јас да ти кажам дека ние што бевме на трибина таму, на полувреме коментарите беа ова ли е таа Хрватска. Баш така беа коментарите, пошто сега очекуваш наши се собрани еден месец. Овие играат, нели? Имиња има, не знам, тој левиот бек, не знам кој. Пивотот, да. Со Шпанија игравме прваци на медитерански игри, искуство, значи страшна генерација, па со Португалија. И све некако подобри игравме и на последната утакмица фактички игравме со Исланд. Исландјаните беа физички надмоќни, значи они мелеа, да, и имавме, значи и фактички и трчавме и се враќавме назад и транзиција цела утакмица и борба имаше и желба голема. Викам јас ова 45-та минута ние ако не победиме и колку и да изгубиме, ова е најпозитивното нешто. Што овие 15 минути ќе ги надокнадиме сигурно. Да, се гледаше дека 45 минути ако сме тука, последните 15 ќе ги надокнадиме, ќе имаме време, викам,
пошто јас малци психолошки гледам на, не е она само тактика, тренинг, шутни, значи психолошки ке децата гледам. Значи тоа и го сакам и го работам и викам ќе ги надокнадиме, ќе бидеме подобри. После веќе за место со Норвешка последната утакмица веќе бевме емотивно и истрошени, са бале игравме во осо. Али генерално кога го правев извештајот и резиме на сето тоа е позитивно. Резултатски не, али позитивно затоа што влеговме најнаш во бубањот со репрезентации што се најдобри. Ти играш со Шпанија, со Хрватска, со Норвешка, со Исланд, со Португалија и сега најверојатно го играме со Луксембург, треба да не бидеме се полесни. Да, Луксембург. Така, и грците, да. Имаше информација дека Исланд децава на клупа седи селекторот на репрезентација. Не ми беше проверена таа, точно. Да, точно. Че селектор на репрезентација седи на клупа помага. Да. Само треба да сееш. Не. Да не од Романија не питам. Не. За тебе ми беше едно интересно прашање цело време откако тргнавме со идејата да ни бидеш прв гостин ова пета сезона да ја отвориме и плюс ја отвараме и тоа да спомнеме денес 8 септември, најголемиот наш празник. А на 8 септември само тепаме. Што и да играме, тепаме. 7 8. Еве вчера фудбал тепа. Ми беше интересно, а пошто тоа ми е една тема што ме мачи цело време, како да се создаде, како Македонија да создаде играч. А ти си пример интересен играч. Си играл во условно кажано трите најголеми клубови во Македонија. Си играл во Металург, си играл во Вардар, си играл во Пелестар. Да. Така? И Тутунски. Да, четирите најголеми тутунски. После си успеал да направиш меѓународна кариера. Ние за жал на прсти ги броиме. Со титула е во меѓународна, такви се многу на прсти можеме да ги броиме нашите ракометари, па и спортисти генерално, не само ракометари, кои што имале прво во матичната земја, значи во Македонија, успешна кариера, па потоа чекор еден, друг, трет, меѓународна кариера, стигнуваш на врв, освојуваш Европски куп, така? Таму сте додуше тројца македонци, така? Тројца македонци. Па се враќаш во Македонија, она што ја си трчам, со бица трчаме, не се предаваме на годините и сега пошто трчаме полумаратони, така долги дистанци и за полесно да ми е слушалки и слушам подкасти, нешто наши стари, нешто други. Пред некој ден со Джамбо, голманот на Вардар, слушав подкаст, а после слушав еден наш подкаст и таму, пример, Ѓоргоновски спомнуваше еден таков циклус кај што хрватските добри играчи растат, Метковиќ се свете Загреб или Нексе, па оди Германија, Франција, прави кариера успешна, или во Вардар доаѓа Чупич или некој, и после на крајот се враќа пак да врати дел од тоа акумулирано знаење и искуство. Така да го врати, да го Карачич се сега пример, така. Значи и ти се враќаш во Македонија, играш уште неколку сезони, пренесуваш искуство и сега стануваш тренер. Што беше прашањето? Се стално ме зеза на таа тема. А ќе прашаш нешто? Питно ми е, колку е тешко тоа денеска и зошто немаме такви примери? Колку е тешко ти да пркнеш од Македонија и да станеш интернационалец? Тоа време беше многу потешко. А имавме повеќе. А сега имаме помалку. Тоа беше тешко да излезеш, стварно немавме, знаеш како, ние немавме континуитет на европски светски првенства прво. Значи Македонија немаше главната промоција. Генерацијата на Пепи Манасков беше, значи избори пласма не наш во Италија на европското, па беа во Египет на светско, значи немаше континуитет, малце беше разликата подруга. Сега со овој континуитет, значи кога и Македонија веќе е ракометна сила, значи клубовите доста вложуваат, доаѓаат доста странски играчи и тренери, менаџерите сами доаѓаат тука, значи поприлични се и македонските играчи. Тогаш бевме, сега, јас најдобар стрелец на европско првенство младинско, например, пак потешко беше за да најдеш, имав доста понуди, не беше така да кажем дека тешко, ама па за другите беше уште потешко. Да, сега кога замина во странство, но уште многу потешко беше, пошто ја не замина во странство како млад играч, заминав на 19 години, тука јас морав да бидам таму да играм, да покажам и да бидам најдобар од сите. Значи, не е дека они ќе ме чекаат и ќе ме даваат време. Таму нема родители. А зашо е сега дојдено ако да речеме само со 5
пред 5 години да споредим или 10, колку сме имале наши играчи во странство. Повеќе од пола од репрезентација, да, например. сега имаме на прсти се број. И сега малце подруго се вложува и во нашите клубови, реално. Мислиш дека тоа е дека да, има и тоа, да, константно, мада не е воопшто лесно во странство. Тоа е голема жртва, значи тоа не е сигурно јас на 14 години сум. Тоа е стварно. Ти промени повеќе средини. Повеќе средини, да, после Шпанија, Португалија, да, Исланд, да, и Шведска. Али во Романија 8,5 години поминав и тоа фактички се откажува. Кај беше најак ракометот? Добро, Шпанија беше, па Супер лигата беше стварно добар, да. Португалија почнуваше оваа генерација сега што е, јас ја начекав таа генерација како расте од Порто, што се овие играчи во Спортинг, во Бенфика, али играчки вака во Романија. Во Романија, да, каде што они доста вложуваат во клубскиот ракомет и во женски, во машки, доста финансираат и воопшто не е лесно да се игра во Романија. Бевте прваци вие со Одрхеј? Не, бевме три Кој пати. беше тоа? Констанца? Констанца, да. 3 пати второ место бевме. Јас доаѓав од еден град и во еден клуб каде што 95% беа маđари. А игравме во Романија и малце имавме доста голем проблем. Али и они имаа проблем кај нас дома, значи све маđарски се зборуваше, маđарски химна се пееше. И со Констанца беа тешки утакмици, дерби. На нож, да, тоа беше на нож. Дали тоа што нашите играчи се играат во Македонија, дали е плюс или минус? Еве ние соочуваме со тоа прашање постојано. Ако ова е малце деликатна тема, зависи за кои играчи, пак ќе кажам, зависи за кои играчи. За играчи оние што родителите ги форсираат или оние што сакаат да бидат. Што е големо прашање. Сега, ја би поставил прашање до родителите. Добро, да детето твое не може да игра Македонија. Прати го надвор. Кај што ќе не можеш да влијаеш ни со коментари, ни со ништо, па да видиме дали колку е окей или ќе се врати по една година, по 6 месеци разочарано. Значи тоа е прво. Значи затоа што сум го поминал тој пат, тој трнлив пат, значи што не бил во лесно. Сега, играчи што ова Бутел што го прави стварно е не дека сум тренер таму. Стварно е за респект. Да, за респект. Значи, најголемите фактички сите играчи што се таленти што гледаме дека и може да дадат и што се млади, и што се потенцијали се кај нас во Бутел. Јас како тренер им давам шанса на сите, али некој ако скокне 2 скалила, 3 скалила погоре од некој што стагнира, тој што стагнира веќе ќе нема можност. Една година може да го истрпиш 2 и млад ќе замине, ќе спиде на страна, затоа што нема време. Сега, да, тоа е доста специфично деликатно. Друга работа. Не постојат многу клубови како Бутел. Пролет. Има македонски играчи, има една база на искусни играчи, али втората им се млади, дел од 2008. Кој што, ево, Матлиевски, добро и тоа го работи, значи им дава шанса, што мене како селектор ми е голем плюс, искрено, што они тренираат со прва екипа. Ама ја на друго место не гледам. Јас не гледам каде македонски играчи, што правим овој за 19-20 години, не може 30 години. Збориме за најкршлив период кога ние ствари ќе видиме дали од тој потенцијал ќе добиеме играч. Од тие клубови ја не гледам некој, не гледам некој каде што некој вложува во тие нормално алкалоици македонски играчи, или тие се веќе сениорски репрезентативци, веќе они се на подруго ниво него за играчки. Ти од кај црпиш базата, од кои клубови сега? Зборам за репрезентација. Еве ако условно кажано, да речеме фаворити или екипи сениорски што се извојуваат, нели збориме Алкалоид, Пелистер, Вардар па и Охрид. Дали од тие 4 центри има нешто што... Па да, точно, генерално така. Значи, првим да кажем дека Еврофан беше кадетски првак. Значи, они имаа стварно на добра генерација и 2006 и 2008 нормално е да повикаш од таму. И дел од 2008... Прашањето е дали во тие центри се работи со тие деца. Ацо покојни Јович, мој пријател и другар, иако постар, например, стварно добро работеше со таа 2008 генерација што е во пролет. Значи најголем дел доаѓа од пролет. Да, тие се од пролет. Доста се вложуваше во нив, многу напредна е со него, кој што е фактички он е тој што го направи кликот за таа генерација што е во пролет и нормално во мултиесенси во Алкалоид, каде што се генерално знаете дека ги земаат таму подобрите играчи, работат добро, тие фактички
Другите, на жалост, значи нема разликата е голема. Не било како 2002 или 99-та, 2000-та кај што бевме изненачени, игравме против Богданци, приле против Струга, против Велес во Куманово, све беше исто. Сега е веќе, сега се тие. Јас имам можност и со родители од помали градови, значи не е проблем детето твое квалитетно. Али каков тренажен процес има, кога играе многу далеко од другите. Се извини, мала дигресија да биде за мене појасно. Тие други центри што ги спомна, Богданци, Паеви, Прилеп, и Неготино и Радовиш кои биле, ја немаат таа база затоа што овие поголемите им ги земаат на време, или воопшто, всушност, тоа е прерано за да им ги тоа е земаат. точно. Еве на пример ги земаат. На пример, има услови во Битола, сигурно, значи Алкалоид, Пролет, Бутел има услови. Ние имаме добра 2006 генерација, 2008 веќе почнуваме да И Бутел значи зема, така? Има такви деца. Али, зошто, пример, да не спомнувам град, да не се навреди некој. Зошто тој град дозволил да го земам? Зошто не му дал услови? За Струга мисли. Не, за Струга не мислам, Струга е центар број 1. Да. Струга е центар број 1. Ја мислам дека Струга како што се раѓа машко дете на ракометар. Да, дефинитивно. Значи од не знам од кое време, али од моје време на Мојсо и на лани се шегувавме дека на Струга никако не сме да ја направат сала во наводници, пошто децата ќе се размазат. Вака убаво се тренираат. Значи тоа е страшно, тоа е Струга или оние скијачки летови талент или ракометар. Струга е број 1. Струга е број 1 има и континуитет, значи тоа е супер. Сега не смеат ни да дозволат да ги земат. Али има моменти, мислам, и клубови кои што и претерано земаат и се на страна има голема конкуренција и многу деца 30, тоа ќе се доведе, 10 на страна стојат. Родителот вика ваму ќе биде затоа што пишува не знам што. Нема бегање од родителов у современиот ракот. Па така е, да, затоа. Сега мора малце и да ги распоредиме сите деца на повеќе места. Поготово за тие генерации. Да има поголема конкуренција. Али па кога гледаш меѓусемните утакмици, на пример овие 4 што ги набрави во 2008 и 5-та, сега и Вардар почнува да прават, да бидат конкурентни. И Куманово нема лоши фактички деца. Сега кога ќе почнува малце да се шири и таму, мислам дека ќе биде подобро и репрезентацијата така ќе расте. Мислам дека така. Значи, така ќе има поголема база и ќе можеш повеќе да бираш. Вака ако е се собрано во едно место и на место да работиш со 15, да работиш со 30. И после Малиов нема минутажа, така? Да, во се 30 деца како ќе има можност во клуб каде што стварно има квалитетен играч 2008, според мене до многу тоа една година не играл. Нема минутажа. А според мене има можност да биде во репрезентација потенцијал. Кај вас лани кога дојдоа децава од Алкалоид, Узунчеви, Тео Тодески, уште некои си добија минутажа, инаку вамо ќе бидат или ќе бидат или нема да бидат. Вчера во Луксембург они беа битните. Да го спомнеме Луксембург. Вчера игравте прво коло? Прво коло во Дуделов, и победивте со 4 разлика, така? 4 разлика, едно време 6-7 беше. 6-7, али имавме Дуделаш е добра екипа искрено. Значи они многу години се и горе, имате и услови прекрасни, имате репрезентација. Знаете, Македонија во Луксембург ние тешко поминавме. Тогаш кога игравме квалификациите, значи како да кажам, физички вака малце појаки. Имаат странци? Имаат странци доста, да. Имаат и нивни играчи, али имавме ние хендикеп, капитенот и лидерот Димитар Георгиевски, вирус болен. Јапонецот Рио, кој што го зедавме, кој што е млад играч, имаше некој технички проблем со ИХФ, со регистрацијата, да, не можеше да настапи и ни се повреди уште еден играч, останавме без тројца битни играчи, се пред самата утакмица, али овие младиве стварно изгинаа, кај што играв и со 16-17 годишни вчера, да, и направив минута. Тоа е 7 разлика и тоа е искуството малце. Не сакаме 10 да победиме, тоа што деца две грешки не врати на 4, да. Што е резултат? Не е лесно, Победа во гости си е победа во гости. Да, али пак не е лесно. 4 резултат е во сабота реванш во Скопје во Јана Сандански. Во мала сала, да. Мора да бидеме предпазливи затоа што сепак сме ние таква екипа. Тоа е овој купот кај што лани Алкалоид успеа, така. Ама имате играно порано до сега, така? Не е ова прво Бутел као Бутел има Бутел, игра? да, има
Три пати има игра на Бутел, искрено европски купови. Ама не поменал прво коло ни еднаш, така да сега ова да чукнем друго голема шанса да биде. Голема шанса, ќе бидеме и комплетни, супер, со плюс 20 играчи и добро искуство. И малце се спремавме за тоа да можеме да поминеме, можеме 2-3 кола и првенството, пошто ние треба да бидеме се и во плейоф. Генерацијски сме многу доста помлади. Значи какви се амбициите за Бутел во првенство? Мене ми беше председател Стефанов ми беше гостен пред да го изберат за председател и беа и тој начерски со 20 разговаравме кој какви визии има и ја му викам немој сега ти да смениш амбиции за Бутел наеднаш да сакате шампиони да станете. Ама не, он беше така сталожен, стабилен. Не ни треба таква амбиција, да имаме убава екипа, младите да имаат шанса. Ова што се прави во Бутел е стварно многу добра приказна, значи и од управа и условите кои што ни ги даваат и можностите кои што ни ги даваат, стварно е многу добра приказна и еве генерално и доаѓаат деца. Значи јас како тренер заедно со управата кога ќе зборуваме за некој играч да дојде млад, значи не само да го земам, а да се тренира, значи да му дадам шанса. Значи ќе му дадам и тренинг и шанса и утакмица 1, 2, 3, али ако влезе во тој систем натре, ако почне да игра. Како те раздели Бутел од Тутунски? Така од таму дојде? Не, бе во Прилеп, да. Почна во Прилеп. Па беше тренер во Прилеп, па дојде во Бутел. Еврофан заврши в кариера, па беше пандемијата, почна. Таму ќе те прашам за еден. Да, и нема. И тоа почна. Не, може. Слободно, да. Ти кажам зашто сакам да те прашам. Пак ќе се вратиме на овој момент родители, медиуми, деца, пошто е битно да го знаат, мора да го знаат. Само ради тоа. И Прилеп почнав, реално, од каде што почнав да играм и почнав така, и стварно мене, тој професионален, тој ракометот, ми даде правец. Иако многу сум се вложил и ми даде, и после тоа бев една година во Скопје, екипата на Андријана Будимир што држеше, и после дојдов во Бутел и онма осетив некоја енергија, затоа што морам да потенцирам. Јас сум играл во доста клубови, приватен клуб. И општински клуб е голема разлика. Значи, самата емоција и самата енергија е многу различна. Приватен клуб е многу подруго. Значи, тоа е подобро. Да, и мора повеќе да дадеш. Значи, не сега се играш во друго во општински, не, ама значи приватен е фактички некој вложува, треба да му вратиме. И точно се знае кој е. Јас 8 години бев во Романија, кај што беше приватен еден собственик. Јас знам како тоа функционираше и бев капитен на таа екипа и знам дека публиката и ние одевме само напред, затоа имавме голем успех и направивме резултат. И затоа сакам и сега и во Бутел тоа да го објаснам. Не, ние сме приватен клуб, ние мора да дадеме да вратиме. Да не фактички да не спиеме, да размислуваме само за тоа, пошто ние тоа го работиме. Ние сме сите професионалци од прв до последен. И ние ние го работиме се, значи 2-3 сати во денот, некој се случува да имаме тренинзи, малце се 2-3 сати да размислуваме за ракомет, посебно за приватен клуб. Ете тоа е фактички што разлика голема во приватен и во општински клуб, кај што секоја чест за луѓето што го водат и колку време веќе го водат и 4 пати излегле во Европа за краток период. Значи нема 10 години сигурно како Значи го направиле тоа и со успех го работат. Тоа е големата предност. Некој можеби 15 години работи прави, но не може ништо да направи. Доста од луѓето што се во клубот биле ракометари, искусни. Тоа е за мене проблем, Одма имаш тоа, зошто е вака, тоа двајцата сега може да потенцирам и Лазе Мајнов и Бојан Спасовски, кои што играле ракомет и знаат, и со Лазе сум играл, значи. Со Лазе игравте во Романија? Да, не можеш да ми кажеш, аба ова не беше вака, ќе чекај маце. Да, игравме со Лазе, да, и приватно сме добри, игравме заедно. Тој беше кога го освоивме европски куп. Ама сакате олавај малце. Па не ме лаба, не ме лаба. Па има друг, али пак има капацитет. Може да постигне, Он ме малтретира сигурно од сабајле и навечери. Ја викам, дај да одморам малку. Како го гледате на крај на сезонова Бутел на табелата? Па ќе биде добро да бидеме во плейофот, реално. Значи тоа ни се амбициите во првите 6 ќе биде доста, ќе биде тешко искрено, затоа што тука имаме поголема конкуренција, пролети тиквеш Еврофан 2, Прилеп.
Да, значи ќе биде доста тешко. Таа е вашата конкуренција, така? Да, првата четворка е горе, стварно. Да, ова е втора четворка. Ова е втора Така четворка. е, И Куманово е тука, значи не е дека ќе биде лесно во Куманово да одиш да победиш. Да. Сега тоа е... Ние прогнозиравме многу јако првенство, мислам, за среќа секоја година расте прогнозата и е се понапнато, така да ќе има за гледање. Али на четворката нема да им биде лесно со некој од оваа втора четворка. Да. Тоа е убавината. Тоа е убавината. Тоа е многу 200% ќе мора да играат против некој од нас, затоа што малце ако се опуштат може да ги кошта или шампионска титула. Има ли можност за некого да изненадите така некој? Секогаш сме, лани имавме едно изненадување. 3 пати бевме близко со... На 3 пати бевме близко на топка. На топка, да. Па зошто да не? Абе, знаеш како, и нас може да не изненади послаб, и ние појак, значи тоа е затоа е убавината во ракометот. Затоа е спортот убав. Затоа е, да, затоа е убав, затоа и ракометот е малце и еве генерално се зборува дека на Балканот најако првенство и тоа го зборуваат и луѓе што се надвор од Македонија. Ракометни тренери и ќе биде доста интересно, напнато. Ќе се измориме оваа сезона, ќе бидеме уморни доста, искрено. Како беше мека сме за тој крем балкански повод од аспект на тренинг. Ама еве сега гледаме имаме увоз на ориентални играчи, на далекоисточни, на афрички, има доста. Доаѓаат, сакаат, знаат све, значи они ја препознаат Македонија како некоја. Да. Вчера во Луксембург слушам тие што се зборуваат за вика. Охрид има Еврофан, Варта, значи зборуваат они знаат све, да. Се прати тоа. Пратат, да, доста пратат. Ај сега малце да го спомнам. Ти си по многу нешто покрај контроверзата за двата пенала, ја многу уникатен лик сакам јас. Без пауза. Во македонскиот без пауза. Во македонскиот ракомет има една секвенца од твојата кариера. Вика бица контроверзна, еве да ја наречеме контроверзна, така е. Затоа што нема тука што се крие. Значи се случува амбиција да ја кажеме за да даваме поука. Ти не се слушаш од таму што зборуваш. Па добро, вие први сте вие. Се случува дека во текот на годината спортистите во сите спортови се повикуваат на одредени антидопинг тестови. Да. Колку често се случува во кариерата тоа и во кои клубови на пример? Не сме зборувале никогаш за тоа. Дали во Македонија се случува тоа? Па има во Македонија и имало претходно. Генерално се клубовите кои што играат во европските клубови. Да. Јас на пример во Македонија никогаш не сум бил приложен на допинг тест, али кога сум играл надвор. Во Шведска се случи за една година 3 пати бев. 3 пати. На Шпанија сум бил 2 пати можда. Не се сеќавам Португалија, Романија сум бил едно. Како што имаме некои информации, тоа е прилично рендом, се од овој клуб се влече број 24 16 карикирам. Па мислам дека и првото полвреме го гледаат докторите и одлучуваат кој. И тоа се случува. Значи и Романија сум бил 4 пати сум бил приложен на допинг тест и или кога се оди на некој европски светски првенства стација кога ќе особа ќе дојде. Со репрезентација, да. Да, особа доаѓаат и не смеш ни да откажеш од тоа. И никогаш досега сум немал проблем или сум размислувал дека ќе бидам приложен на допинг да пазам, пошто генерално и луѓето што ме познаваат и приватно сум малку сега. По друг и по професионален. Кој надпревар беше тоа? Тоа беше против Бутал. Против Бутал? Во Бутал. Гледај како ти е карма, човече. Па да, се случи фактички во мојата канцеларија сега што работам. После надпреварот ти си капитен на Пелестар? Не бев капитен. Добро, Олевски беше, да. Еврофан Бутел некоја си обична утакмица, некако немаше значење резултат. Тоа која година беше? 2018 октомври месец. Јас дојдов во Еврофан 1 март. Клубот во Романија ни се растори. Почина газдата наш и немавме во момент одма згасна, значи не продолживме и Зоран Стејрев, професорот ми се јави да дојдеш. Вика, ако сакаш градиме нешто ново, уште беше почетоците тоаш во Еврофарм. Уште беше работник беше, да. Еврофарм работник и малце до мај месец некако позитивно малце се креавме резултатски, знам дека со Металург нерешено дома изигравме, со кој што беа стварно една добра екипа и почна полека вложувањето на Еврофарм, потпишав уште 2 години, самиот почеток и некако многу јас реално
искусно доста, можеби и многу сум поминал. И добро почнав, бев во Струга на турнирот, бев најдобар следец избран, во Босна бев на турнир MVP и почнуваше сезонава многу добро. Чирковиќ ни беше тренер, стварно имавме добар тренер, Кузмановски и Филип го земавме. И атакувавме се што е на Партизан. Да, атакувавме да одиме во второ место за СХ лига. Значи Вардар беше уште јак. И тоа беше можно да бидеме, да го победиме Металург и да бидеме второ место. И почнавме многу добро, турнирски добро, утакмиците ги игравме добро и се случи нешто тоа што не е посакувано за нијен спортист, не па за... Значи те после надпреварот те повикуваат да, и чекав можеби 3 сати. сати. А таа комисија е македонска или е меѓународна? Да, доктор Канџиски. И можеби 2-3 сати чекавме, пошто нели урина, додека чекаш, додека тоа што сака нема да... Ali тоа фактички сум бил и навикнат, некојаш ме чекале по 3-4 сати и сме чекале. И во неврзан муабет со Канџиски, абе што пиеш? Викам ништо, можеш му објаснувам нешто што. Значи немам јас генерално никаков проблем никош не. Па и сега да земам во Еврофарм на некоја, ајде да кажам, небитно такмица, не сум земал никогаш претходно, не па сега. И ноември беше месец, мислам дека 12, да. Пошто и памтам датите. И ми се јави Зоран Стериев, професорот, и ми каже, ми вика, пандаци на допинг. Имаше уште еден играч со мене во Еврофарм, имаше двајца од Бутал. Од Бутал. Пошто они одат со шифри, не се миња презиме. Значи тоа... Анализите се праќаат во ВАДА, во Австрија, и они даваат одговор. Да, и таа шифра, да. Тоа е тоа. Дојде месец максимум, фактички, ако јас 20 негде октомври, такмицата или не знам, 14, 12 ноември дојде, и ми кажа нешто, викам, не е можно, нема. И он вика, не е можно за тебе, вика, треба да провериме факт. Не е можно, али мора да кјутиме, никој да не знае. И испадна дека да. Вика, Зоран, вика, што пиеше? Јас му кажам, добро. Што беше тоа? Извини, сава како те Па попрашам. тоа беа фактички еден вид на витамини, кои што еве се содржаат, пишува во кутијата дека содржат алоe вера и цитрус. А внатре има еден вид на дрога. Не е запишано. Тоа е сибутрамин, значи опасно. Нешто што е опасно, што предизвикува смрт. Тоа е опасно, извини, само за тестот или значи за здравје? Нема врска, значи сибутраминот не влијае директно за спорти, за перформанси. Ти ги земаш овие, како да ја кажам, дополнена исхрана, така, на природна база, а всушност внатре има нешто многу опасно. Не е декларирано. Не е декларирано, значи не, значи. Сега во аптеките кога ќе влезете во сите аптеки во Еврофарм, ова што е тука на почетно се шампони и такви работи, тоа лековите се знаат каде, под твилка, значи не се значи тоа е тука. И читаш и гледаш дека нема ништо, имав и апликација си имав. Да видам што има, значи не покажува состав, значи внатре не знаеш што е. И испадна дека стварно има големо количество на сибутрамин. Некој македонски производ или не? Македонски производ, да. И тоа количество, значи, што можеше да предизвика нешто многу пострашно. На самата утакмица. На самата утакмица. Да. И уште пострашно е, например, и керка ми била на утакмица. Значи, тоа све во главата, све ми за 5 минути се ми се заврти. И после направивме анализи. Јас се однесов да направам анализи, беше во Белград. Слам јас се јавно кажувам затоа што и судски процес има и завршен дел од него. И тоа се знае јавно и која фирма и една процедура голема, значи 7-8 години се влече по судови. Сега генерално добро е што тоа треба да го отвориме, да. Јас имав голема помош пошто завршив факултет и магистрира во Белград на ракометни тренери. И имав голема помош од професори таму што учев. Извини само да не опрескокнеме, ти тогаш доби суспензија, одредена суспензија и после како течеше постапкава, ја намалија суспензијата. Не, претходно пред да добијам суспензијата, јас побарав помош од таму. Така. Најдов хемиски факултет и ги пратив, пошто купив нормално, ги пратив на анализа во акредитирана лабораторија. Само што влегов таму, они ми викаат, 100%, пошто и ние пред 2 години ги фатев. И тука се продава. Значи, одма професорот ми каже. Го препозна производот. Одма, да. Јас, пошто бев во Белград сместен и побарав помош од српската ВАДА агенција и доста ми помогна. Маријана се вика. Таа е една позната, фактички, докторка што зема
што работи доста години таму, ми укажа многу што, како дошло и дека имало доста примери такви. Сега, не треба да се залажуваме со работи што, не треба да веруваме во тие тренд тоа, суплементи, генери, вие како се викаат, протеини, многу е тренд сега тоа. И се под заштитата додаток во исхрана, природна база. Природна база и сватив и видов многу работи тоа што во хемискиот факултет и доста некој што испитувале, што наоѓале така зад скриени работи како поменувало, али претежно за еден спортист е доста тешко. Не треба, значи, посебно младите, гледам дека сакаат ова да земат она, значи мора да бидат многу предпазливи. Актуелна таа тема. Многу треба да бидат регуларно. Предпазливи, значи не и предпазливи во однос на и за здравјето. И за други, и за такви работи, и за здравје нечини, што не знаеш што внесуваш. Значи тоа фактички сибутраминот и го забрзувал пулсот. Јас природно имам низок пулс и тоа кој знае да сум бил малце поактивен, не знам што ќе се случи. Да беше некој дерби со Вардар. Не, да, сама публика и сама кој знае што. Атмосфера, адреналин, да. Да, замисли да имаш природно висок пулс. Природно висок пулс, да. Плюс, значи мора многу предпазливост и ја препорачувал подобро, значи да се работи на тоа самите тие доктори да држат предавање, да не се зема непроверено. Да едуцира. Доста е тешко се да провериш, доста е тешко, пошто јас сум го поминал тој процес 7 години, сум прашувал. Значи да секој посебно треба провериш, да видиш натре што има, значи тоа може да провериш да ти покаже нема ништо, али мора лично да побара за тоа, пошто ја лично барав дали имаат сибутрамин. Докажав. Долг процес беше судски и го добив случајот заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство, не само јас, и уште трае. Уште се жалат. Жал, да, али го работам оваа другава страна фактички успешно и постепено ја работам, али и оваа другава страна ја добив, иако беше многу тешко. Мене многу тешко ми падна искрено. Затоа што не сум имал никаква некоја си црна точка во кариерата, не сум имал никаков проблем ни црвен, ни плав картон, ни за агресивност или проблеми со тренер, избркан од клуб или за ова. Се степал со Вујо, например, не се степал. Тоа не е многу тешко, да. Сум немал така најнаш доаѓаш да бидеш прв ракометар кој што паднал на допинг и не беше лесно. Не беше пријатно. Али сум сватил дека морал така да можеби јас бев тој што требало да ги види. Некој морало да изгледа. Да. И сега така да тоа треба да бидат предпазливи, да се едуцираат и да разговараат, затоа што тоа е број 1, али сепак има нешто што и да разговараш и да се едуцираш, не знаеш. Може да те помогне. Јас имаше еден пример кој што ја и муто фудбалерот го контактирав. Он исто на сибутрамин падна од Романија. Преку пријател, да, он беше во Ферентина, он беше во Челси, допинг еднаш за кокаин. Како сега состојката? Сибутрамин. И он контактирал исто така. И исто една ракометарка романка контактирав. Она не ми даде многу податоци, само ми каже дека тоа е многу опасно, дека и она паднала на тоа. Исто вака. На истиот принцип. На истиот принцип, да. Доста контактирав. Слушнав дека и од луѓе што доста што правеле што правеле тестови за допинг на атлетичари во светски, во европски рамки, дека од пилешко месо увезено од Јужна Америка. Се случило да падне допинг, да. Значи тоа се случило затоа што хормонски нешто им ставале. Да. И доста падна. Значи тоа е страшна работа и може вака да ти... Чекај, ти го зема како во витамин, така? Не нешто суплемент да речеш... Не, немаше да, нема за... Да ти даде, онака, бар да биде пишено, ќе ти даде повише сила, енергија. Не. Умор. Код ки што ги пиеш овие за маратон твоје, гелчињава? Тие се море за колена, што се мачка. се Не се пие ништо. Тоа става одличен муабет имавме. Мислам дека допрев на интересни теми. Да. Од секоја бранша. За почеток на сезона, добро беше, да. Бице, не ти кажав на почеток, Бице е изгорен за Пилистер. И зелената ера да трае, ја па навијам малце Вардар да се врати. Ти на средина, ти со твој бутел може ќе ги поматиш. Зошто овие провокации сега? Капитолски зетка. Тоа е друго, море.
Ти посакуваме успех во тренерската кариера и со Бутел и со младиве поготово. Да. Пошто тоа ние последниве години не е многу убаво, ги пратевме Раде и Бранче со таа генерација, интересни надпревари, интересни првенства, потенцијални репрезентативци. Тоа е сега твоја задача, ја слушнав сега, не знам дали официјално, дека новата генерација 2010-та Столе Стоилов ќе ја води, така да стварно добри имиња на добри места под закрила на Миркуловски и да ни создадете репрезентативци во наредните години. Надеж да гледаме. Благодарам уште Благодарам на вас, стварно. Што прифати на овој ден, одмори се и сега до сабота имате утакмица? Не, немаме после тоа. Имате Продолжуваме малце со одмор. македонско првенство, да. Значи до сабота. А од првенство што е прв предизвик? Па гостуваме во Радовиш и ни доаѓа Прилеп за 3 дена. О, интерес, пак Прилеп. Да. Па Прилеп му е предизвик. Да. И ова подкаст си го заборев, ние си За крај.